Заштита на законитоста или злоупотреба на законите за упад во работата на специјалното јавно обвинителство. Како председателот на Врховен Јово Вангеловски го ослободи Сеат Кочан од притвор на барање на Зврлевски. Вечерва исто така. Скандал ја тресе Академијата за судии и обвинители. Конкурс за итна обука на 60 обвинители 7 месеци во фиока. По месец дена. Истрага и натегање со Академијата откриваме. Се е на чекање од ти кандидати фалсификувале уверенија за познавање на странски јазик. Кој ќе одговара? Вечерва дебатираме и за утрешната седница на Советот на јавни обвинители, на кој се очекува шефицата на кабинет на Зврлевски да биде избрана за јавен обвинител без ден обвинителски стаж. Како тоа е можно? За сите дилеми, прашањата и дебатата следуваат за кратко. Добро вечер, јас сум Боби Христов. На кое дереđe е македонското правосудство би можел да биде работниот наслов на вечерашнава топ тема на ваша страна, и тоа низ 3 слики. Првата, укинувањето на притворот за Сеат Кочан од страна на председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Втората, скандалот кој што го открива топ тема на ваша страна во Академијата за судии и јавни обвинители, каде иако јавното обвинителство со години се жали дека има недостаток од обвинители, последниот конкурс се држи во фиок, заради тоа што дел од членовите, наводно високи стручни соработници токму во јавното обвинителство, кои конкурирале за јавна обвинителска функција, ги фалсификувале уверенијата за познавање на странски јазик, за што се води и истрага во јавното обвинителство. И третиот пример е третата слика е очекуваната утрешна седница на Советот за јавни обвинители, спорна по многу нешта, што на неа ќе гласа судија, член на Советот се извинува, на кој што веќе му е истечен мандатот и кој ги исполнил условите во пензија. А на листата за обвинители има и контроверни личности без ден обвинителско искуство, како што е шефицата на кабинетот на актуелниот републички јавен обвинител Марко Зврлевски. За сето тоа, мои вечерашни гости се Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на Судот за човекови права во Страсбург, сега судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина. Добро вечер и добре дојдовте. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски, добро вечер и добре дојдовте и за вас. И господинот Миралем Асани, поранешен член на Советот на јавни обвинители. Да повторам, како и во најавата во дневникот, председателката на Академијата Арна Удова и председателот на Советот на јавни обвинители Аневски не беа расположени за гостување вечерва во топ тема, со објаснување дека имаат други обврски и се презафатени. Првата тема, господине Трпеновски, веќе ја најавив, а тоа е укинувањето на притворот за Сеат Кочан од страна на Врховниот суд. Што стана со ова популарно наречено БЗЗ или инструмент за заштита на законитоста? Дали се претвори сега во инструмент за заобиколување или можеби и злоупотреба на закон? Јас би почнал со тоа што после најавата дека е укинет притворот на господинот Сеат Кочан, барав можност, правни можности како тоа да се стори. И почнав да размислувам дали навистина може Врховниот суд да донесе одлука, односно дали е надлежен и дали имаме поднесок од овластен тужител. Затоа што Врховниот суд постапува исклучиво само по поднесоци од странки, односно од учесници во постапката. Ако поднесокот од Марко Зврлевски, од државниот јавен обвинител, е основ за одлучувањето по притворот, одреден према Сеат Кочан, се постава основното прашање. Дали навистина Врховниот суд има можности да одлучува по поднесок од неовластен орган? Затоа што Јавниот обвинител на Република Македонија не е странка, нити пак е
одластен тужител во предметите кои што се формирани по однос. Во одлуката, решението што го имате, пишува дека јавното обвинителство е овласт. Во ова исто студио, председателот на Врховен суд Јово Вангеловски рече дека и двете обвинителства имаат право да поднесуваат, како што велите, поднесоци, бидејќи според него Законот за специјалното јавно обвинителство не може да биде над кривичниот законник кој што е системски закон. Мислам, јас тука станува основната заблуда која што има. И председател да ме извини, председател на Врховниот суд, а и јавниот обвинител, државниот јавен обвинител. Воколку имаме право и воколку имаме лек специјали закон, таму се регулира и постапката, се регулира и надлежноста на органот кој што треба да постапува, односно на специјалниот орган. И ги дерогира основните одредби на Закон за кривична постапка. Тоа е основно правило во правото и мислам еден председател на Врховниот суд, ако има такво мислење, сметам дека е погрешно и ако на тоа се заснива и донесеното решение за укинувањето на притворот, мислам дека воопште нема правна основа, нити во Закон за кривична постапка, а посебно во Закон за специјалното јавно обвинителство. Бидејќи Закон за специјално јавно обвинителство точно определува за кои кривични дела е надлежен специјалниот јавен обвинител, тој исклучиво само за кривичните дела, кои што дојде како резултат на материјалите, на присутните материјали и одредува постапката. Има одредба во Закон за специјално јавно обвинителство, каде што ги решава сите дилеми. Каде што вели дека специјалното јавно обвинителство е надлежно да постапува пред основните, апелационите и Врховниот суд на Република Македонија. Ако ова одредба во Законот за формирање на специјално јавно обвинителство стои, тогаш и исклучува дилемата дека по своите предмети кој што е овластен, исклучиво овластен тужител, може да постапува исклучиво само специјалниот јавен обвинител. Точно има одредба во Закон за кривична постапка, каде што ги решава состојбите за поднесување на ванредни правни лекови и не е исклучена можноста на државниот јавен обвинител да поднесува барање заштита законитост. Меѓутоа, за кои кривични дела? За кривични дела за кои што тоа е надлежен во постапката. И сега со носењето, со поднесување на баренто за заштита на законитост влегува во автономијата на специјалното јавно обвинителство, независно какво е образложението по ова решение кое што сега го добив од страна на Врховниот суд. Меѓутоа, со огледа колешката Цаца и пишувала решенија, мислам за состојбите на решението, за маните на решението, мислам колешката подобро ќе каже. Цаца Николовска, само што првично ја погледнавте пресудата, односно одлуката, се извинувам, ја најдовте грешката уште во диспозитивот, како што се вели стручно, или еве за јавноста првата реченица каде што се кажува суштината на сето она што следи понатаму на тие 5-6 страни. Што е сгрешено? Значи, школска грешка? Чиста битна повреда, каде што се детектира нејасност. Во диспозитивот на пресудата стои барањето за заштита на законитост на јавниот обвинител на Република Македонија, бројот и толку. За да во вториот став зборува се уважува решението на кривичниот совет при основниот суд и така натаму, па понатаму вели се укинува и предметот се враќа на првостепениот суд на повторно постапување и одлучување. Прво, во овој втор дел има многу нејасноти. Не се знае што се уважува, што се укинува. Прашањето зошто се укинува само решението на првостепениот суд, ако овој дел по однос на укинувањето се однесува само на овој суд, заради тоа што решението на апелациониот суд е пред зборот укинуваат. Како да стои дека се укинува само првостепеното решение, а како да се уважува, а што се уважува, апсолутно не е јасно. Мислам дека може би да станува збори за очигледна некоја техничка грешка
може би и брзината е во прашање, меѓутоа оправдување апсолутно нема. Значи, во една ваква ситуација, каде што државата врие, каде што ова прашање секој на некој начин го елаборира, го дискутира, да се донесе едно вакво решение, да се пушти во промет вакво решение, без тоа добро да се провери, тоа е апсолутно недозволено. Јас само би се надоврзала на... Господинот Трпеновски вели, Трпеновски, ако го толкуваат така како што го толкуваат законот Јово Вангеловски, дека секој има право да поднесува поднесок, односно жалба за како последен правен лек за БЗЗ, дека се во заблуда. Дали станува збор за заблуда или за некаков договор Зврлевски и председателот на Врховен суд Велјановски? За нас правниците ова е чисто незнаење. Нека биде и заблуда, меѓутоа не може да стане збор за заблуда кога станува збор за овластен тужител. Марко Зврлевски, односно Државното јавно обвинителство, односно органот кој што го поднесува барањето за заштита на законитост, не е овластен тужител. Тој во текот на целокупната постапка не учествува како странка, ни како тужител. Значи, тој сега се јавува и сега го поднесува тој поднесок прво, а втора работа е што тој си зима надлежност која што не му е дадена. Рациото на законот за специјално јавно обвинителство и самото донесување на тој закон е токму заради неактивноста на обвинителството. Ако било активно обвинителството во постапување и по овие други предмети и по овој предмет, секако дека немаше да има потреба да се формира специјалното јавно обвинителство. Кога е веќе формирано тоа обвинителство, на тоа обвинителство нормално е, имајќи во предвид рациото, потребата на овој закон, нормално е тој во сите постапки да постапува. Како во ред да ги користи редовните правни лекови, така и да ги користи воредните правни лекови, односно во дадената ситуација барање на заштита на законитост. Ако му се даде можност и на едниот и на другиот по однос на ова барање да може да постапува, тоа се прави една таква мешавина на правото да апсолутно нема да може да обстане ни една одлука. Што ќе се случи ако и постои барање за заштита на законитост и од специјалното обвинителство и сега со тоа барање, како што вели председателот на Врховен суд дека 20 имаат право да поднесуваат барања, што ќе се случи со тоа барање? Тоа барање ќе се одбие, ова барање ќе опстане. Тоа значи дека се она што специјалното јавно обвинителство поднесува и работи во делокругот на своето работење, може да се минира со една ваква одлука. Односно, ова е класична обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство. Ќе ги разговараме деталите и особено околу новите пракси кои што се доведуваат. И уште една работа само би сакала да напоменам, каков е третманот на овој вореден правен лек, имајќи во предвид праксата на Европскиот суд за човекови права од една страна, а делумно и праксата на македонската легислатива. Во колку сметате дека е сега време... Ќе го разговараме тој дел подоцна да го вклучиме. Пошто ова е навистина едно од клучните да го вклучиме прашања. само и господинот Асани. Господинот Асани, ако Зврлевски немал право да поднесе БЗЗ, барање за заштита на законитоста, ако Вангеловски, како што рековте, како што рекоа гостите, незаконски го прифатил тоа како основано барање, дали тука веќе се отвара работа и за Совет на јавни обвинители и за Совет за утврдување на факти? Односно за одговорности на двајцата, да бидам попрецизен. Несомнено за мене, значи дека работа има и за двата совети, односно за Советот за утврдување на факти и Советот за јавни обвинители. И во конкретниот случај, бидејќи со ваква пресуда донесена од Врховниот суд, во моето долгогодишно 10 години најмалку што се занимавам со професијата, до ден денеска
вакво нешто немало во државата, да се укинува притвор за лице кое е во бегство, односно за основничен кој е во бегство, на кого му е определен притвор. Но, од друга страна, не сакам да коментирам, бидејќи господата ги коментира значи пресудата, сметам дека со ова и јас го делам мислењето исто на судиката Цаца Николовска, дека овде само се обструира работата на Советот на јавни обвинители, на специјалното јавно обвинителство, извинете, се со цел да се ствара такво нешто што би можело утре да се става посомнени и другите предмети, односно доколку ќе има барања за притвор, веројатно се поставува една нова пракса во нашиот правосуден систем со вакво нешто. Господине Трпеновски, колку е опасна таа ново востановена пракса и што таа ќе значи, бидејќи оваа одлука, ова решение на Врховниот суд е пракса која што понатаму ќе треба да се следи, а во неа се вели дека во оној дел од аргументацијата на Вангеловски и тројцата судии кои што гласале за одлуката, дека решението на Кривичниот совет со кое се определува притвор нема да се изврши и лицето нема да биде притворено се додека тоа не стане правосилно ако за истото има поднесено жалба. Да. Дали ова значи дека во иднина нема да може да се изрекува притвор се додека не поминат сите жалби? Тоа е првото ниво на прашање. Има уште едно кое што се однесува што тоа би значило пак на доколку се остане правото на Зврлевски, односно на основното обвинителство, да поднесува БЗЗ на сите одлуки, па дури и пресуди на донесени во случаите на СЈО, ама тоа подоцна ќе го дебатираме. Јас би почнал од второ, затоа што практично тука произлегува и можностите на Врховниот суд. Мислам на една телевизиска најава претседникот на Врховниот суд рече дека тоа е информација, односно тоа е поднесок за кој што треба да расправа општата седница на Врховниот суд. Реферат. Може Врховниот суд, каде што има правни дилеми, да изготви некој од колегите реферат и да расправа на општа седница и да завземе став. Ставовите на Врховниот суд, основните судови ги применуваат, меѓутоа не добива право на закон. А ако Јово Вангеловски, како председател на Врховен суд, имаше дилеми дали државниот јавен обвинител има право да поднесе барање за заштита на законитост врз одредбите од Законот за кривична постапка, занемарувајќи ги одредбите на Законот за специјално јавно обвинителство, требаше да се обрати до општа седница да ова правна дилема да се расчисти. Таква седница беше закажана, па не се одржа, па потоа Вангеловски три пати го менуваше советот, дури не ги собра судиите што ќе гласаат. На општа седница веројатно не ќе можеше да добие став, затоа оди со формирање на кривичен совет. И на кривичниот совет во Врховниот суд го носи ова решение. Меѓутоа, јас сметам дека станува збор за нешто друго. Иначе кај мене нема дилема дека Врховниот суд постапува по поднесок од неовластен подносител и требаше да се офрли како тако да се отврли. Нема дилеми. Меѓутоа се постава прашањето каде е бара правната аргументација за ова решение да му обстои. Во Законот за кривична постапка има една празнина по мене, каде што вели со одлуката на судијата во претходна постапка по барањето за одредување на мерка притвор, може да одлучува Советот на Основниот суд по жалба на една од странките. Во конкретниот случај по жалба одлучувал Советот и то по жалба на бранителот на Сејат Кочан. Ова решение, кој што го носува Советот, практично ја одредува мерката притвор со тоа што само еден од основите го одредува основот по бегство. На жалба и апелациониот суд го повторува одлуката на Основниот суд. И сега се постава прашање. Дали ова решение, кое што е донесено од Советот на апелациониот суд, може да се изврши или не може да се изврши? Тука има во Законот за кривична постапка има една одредба каде што вели. Значи, по
решението донесено од Советот на Основниот суд. Одлучува Советот од повисокиот суд. И точка. Има право на поднесување, и точка. Ако е поднесена жалба и на ова решение, не стои во одредбата дека жалбата не го задржува извршувањето на решението, како што е во другите одредби. И тргајќи се од основниот принцип, дека со поднесувана жалба донесените одлуки не стануваат правосилни и не се извршни, само во колку на законот не е посебно одлучено. Во Закон за кривична постапка, кога станува збор за притвори, е посебно одлучено дека жалбата не го задржува извршувањето на решението. Во ова одредба има точка и ова реченица ја нема. И сега јас го враќам филмот мало назад. Адвокатот на Сеат Кочан многу пати повторуваше не е решението правосилно. Јас не можев да најдам врз основа на шо колегата тоа го заснема. Сега ми е сосем јасно. Јасно ми е затоа што недостатокот во законот, каде што вели решението е правосилно, не може да се изврши, односно решението може да се изврши, и сега практично оди само со барање за заштита на законитост пред Врховниот суд. Во што е дилемата? Дилемата во тоа да ако се направи анализа што представува притворот како мерка за приведување на осумниченото лице, тогаш јасно ќе се дојде до заклучок дека овде станува збор за некоја недораченост. Ако решението за притвор значи да лицето биде приведено за да му се скрати можноста од бегство, па се постава прашањето, ако не е извршливо решението, па му се дава можност на лицето за да избега. Или му се дава можност да го повтори кривичното дело, или му се дава можност да врши влијание на сведоците кои што ги бидат распитано. Тоа се трите основи за кои што се одредува мерка да притвор. Чудно е тоа, ама совпаѓање на ставовите меѓу Вангеловски и главниот адвокат на речиси сите обвинети од страна на СЈО. Меѓутоа, сега имаме една друга ситуација. Значи, со оваа одлука, секој утре задутре, може ли секој да се повика на оваа одлука? Едноставно да не може да се изрече ефективноста на притворот да не точно е, и затоа се укинати и барањата за екстрадиција. Затоа што во колку нема решение за притвор, практично не може да биде приведено лицето. И затоа мислам дека тоа е направено само. За жал морам да речам во некој договор. Хитноста на носењето на решението и хитноста на повлекувањето на потерница практично зборува само за себе. Многу чудни околности има тука како се носеше одлуката, па наеднаш господинот Кочан замина на службен пат официјално, кој што траеше 70 дена, и откако беше донесено решението за притвор и откако беше повлечено, наеднаш се врати и сега според последните информации, заради здравствени проблеми е на клиника. Господјо Цаца Николовска, има, односно вие покренувате уште една, според вас, велите, многу поголема опасност од ова што се однесува на притворот. А тоа е можноста јавното обвинителство, односно Зврлевски, во иднина да го користи БЗЗ за сите постапки на СЈО, вклучително и за оние што ќе има пресуда. Еве, тоа е стручно, малку посимплифицирано за гледачите, што би значило тоа? Значи, ако се прифати дека ова обвинителство, не специјалното јавно обвинителство, значи државното обвинителство, може да поднесува барање за заштита на законитост и таквите барања, ако не се отфрлат заради ненадлежност, тоа значи на секоја пресуда која што ќе се донесе по повод било кое дејство, вклучувајќи и постапки во текот на судење и носење на пресуди, значи за било кое дејство ќе може, каде што постапувал специјалниот јавен обвинител, ќе може да се поднесува барање за заштита на законитост не од специјалниот јавен обвинител, туку од... Ајде да бидеме по-конкретни, хипотетички, се поднесува обвинение, еве,
многу случаи има, за случајот Тврдина, се носи првостепена правосилна пресуда, се носи Првостепената не е правосуда. Првостепена пресуда, второстепената правосилна пресуда, па еве и Врховен носи пресуда. И Врховен носи пресуда и сега Марко Зврлевски може да побара барање за заштита на законитост. И тоа барање за заштита на законитост, заради тоа што се смета во овој предмет дека Марко Зврлевски е надлежен и во ситуациите каде што е надлежен специјалниот јавен обвинител да постапува, тоа барање на Марко Зврлевски нема да се отфрли како недозволено. Значи не зборуваме каква ќе биде после одлуката на Врховниот суд. Зборуваме дека сите оние действија кои што специјалното јавно обвинителство ќе ги превземе во текот на целокупната судска постапка до Врховниот суд, Марко Зврлевски со поставањето барање за заштита на законитост и со ваквиот третман дека тој може да го поднесе во овој правен лек, Врховниот суд ќе може да постапува по тој вонреден правен лек и сите действија фактички на специјалното јавно обвинителство да ги анулира. Ако најде дека наводите во барањето за заштита на законитост се основани. А барање кое е поднесено од Марко Зврлевски, не од специјалното јавно обвинителство. Господин Асани, кој што води ова? Кој што води за мене ова води кон нешто неочекувано, несакано за мене, нов воспоставување на нов тренд во правосудството, што не е добро за институциите и системот во државата, бидејќи такво нешто, јас мислам дека е направено се со цел да на специјално јавно обвинителство, тоа што го кажува и судиката Цаца Николовска, сите предмети да можат отпосле преку ваквиот вонреден правен лек од Републичкиот јавен обвинител да се покренат на сите постапки, да може и доколку имаме и правосилна судска пресуда, да може со тој правен лек истата да се поништува, односно да се враќа од почеток. Господине Трпеновски, ова е случајност или договорена игра? Јас мислам дека се навожиме во една изузетно тешка правна ситуација, состојба. Практично се поставува прашање и смислото на постојањето на специјалното јавно обвинителство. Ако имаме ние дуализам во постапката, ако имаме двајца обвинители и при една ваква состојба како што си го знаеме и некако и правосудството, на вистина се поставува прашањето дали треба и понатака да постои специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа ние сме сведоци како резултат на што дојде формирањето на специјалното јавно обвинителство. И сега се руши договорот, првиот од Пржино, вториот договор од Пржино, залагањето на меѓународната заедница, а и се рушат во основа нашите надежи дека на вистина имаме еден орган кој што треба независно да постапува. Во колку имаме двајца равноправни јавни обвинители, мора да се очекува дека нема секојаш да размислуваат исто, бидејќи станува работа, станува за оценка на доказите во кои што се носат одлуките. Ако доказите се така тврди во писмена форма во ред, меѓутоа има докази каде што доваѓа до прашање креативноста на тој кој што ги толкува. И во таа креативност може да имат различити становишта. Во различити становишта практично доведува до различито толкување на основаноста на носењето на одлуката и од тога ќе се тргне од потребата од поднесување на два различити барања за заштита на законитост. Односно, државниот јавен обвинител размислува поинаку, специјалниот јавен обвинител смета дека состојбата е во ред и да нема потреба да одлучува Врховниот суд. И сега, при ваквиот дуализам, ние практично се доведуваме во состојба. Да не можеме да одговориме на основното, на она кое што беше барањето, да се процесуират сите кривични дела кои што произлегува од присушните материјали и кривичните дела да може да ги процесуира исклучиво само специјалниот јавен обвинител. Сега имаме една нова ситуација. Од една страна специјалното јавно обвинителство е притиснато со роковите. Еве го за дел од обвиненијата рокот е
3 јуни, за останатиот е 30 јуни и тоа се тие рокови според законот таков како што го донеле учесниците на пржинските преговори. И вториот притисок е овој кој што доаѓа од страна со ваков тип на толкување на одлуки. Јас мислам дека ова не е случајно, затоа што практично престанува и можноста да после протекот на рокот за кој што треба да ги поднесе обвиненијата, специјалното јавно обвинителство, тој е 18 месеци од примањето на предметите, практично целокупниот ангажман на специјалното јавно обвинителство во предкривичната и кривичната постапка, каде што се утврдува дали одредено лице сторило кривично дело, кое е кривично дело и дали треба да се поднесе обвинение. Тогаш, кога ќе помине рокот од 18 месеци, тој истражен материјал може да го процесуира и исклучува само редовното јавно обвинителство. При ваква состојба се постава прашање дали ќе има волја ке редовното јавно обвинителство да постапува по предмети кои што се формирани и се завршени во процесно во кривична постапка, во истражна постапка од специјалното јавно обвинителство. Затоа велам, дуализмот кој што сега се воведува со ова решение е многу опасно и мора да се најди решение, но вако е решението. Не сакам да навлезам во политика, меѓутоа политиката ме влече за да тоа го кажам. Со формирањето на владата на Република Македонија ќе се искористи процедурата за назначување на јавниот обвинител на Република Македонија, на државниот јавен обвинител. Владата на Република Македонија предлага личност до собранието, каде што дава мислење само Советот на јавни обвинители, а мислењето не го врзува. Мислењето е само искажано мислење. Со промената на државниот јавен обвинител и доваѓање на личност, кој што навистина ќе сака да го задржи својот личен, морален и професионален кредибилитет, ваквиот дуализам и самото ќе престане. Затоа што со доваѓањето на новиот јавен обвинител и со гледување на состојбите кои што беа резултат на прислушувањето, флуидната политичка ситуација во Македонија и ваквата нетолерантност помеѓу еден и други државен орган, мислам тоа едино решението е само со промена на државниот јавен обвинител. Верувате во реалноста дека ова може да се случи? Ке разговараме во последниот дел од емисијата за она што утре треба да се случува на седницата на Советот на јавни обвинители и сите калкулации поврзани со неа. Тоа ќе се случи во секој случај, али после формирање на владата. И мислам тоа едино тоа е решението за да Македонија на правен план почне нормално да се однесува. Мене и друго ми смета лично. Ми смета и на несигурност на правниците од фелата наша. Ние повеќе не чувствуваме сигурност кој орган, каква одлука ќе донесе и не можеме на странките да му кажеме дали е во право или не е во право. Бидејќи ние немаме стриктна примена на одредбите од законот, имаме само примена на некое мислене на лице кое што не знаеме од која позиција и со кои намери носи одлуки. Цаца Николовска, притвор нема, востановена нова пракса, сите ќе се бидат сега слободни, ќе им се даде можност кој да избега, кој да сокрие некој доказ, ако ова остане така. Ама ова е така. Вие го негирате, вие велите дека има потреба да се оди чекор понатаму, односно овој инструмент да се избрише, и тоа со два аргументи. Првиот е праксата на Европскиот суд за човекови права, а второ дека тоа веќе се случило во Македонија. Што значи? Тоа значи дека праксата на Европскиот суд за човекови права, овој вореден правен лек барање на заштита на законитост, кој што бил присутен во повеќе социјалистички, да кажам така, системи, после темелно испитување судот доаѓа до заклучок дека стандардите по однос на ефикасноста и стандардот по однос на вредноста и по однос на тоа кој може да го поднесува овој правен лек по однос на делот на правна сигурност не се исцрпуваат, односно по однос на правната сигурност се спротивни и барањето за заштита на законито се секаде препорака да се укине. Прво заради тоа што
како што е во овој случај, барањето за заштита на законитост го поднесува лицето, односно обвинител, кој што во некоја претходна постапка го гони обвинетиот, и кога ќе дојде во една ситуација да тој ги заштитува неговите интереси во некоја друга постапка, се поставува прашањето на конфликт на интереси, прво. Второ, зошто тој обвинител, ако веќе имал некакви сознанија дека постојат некои негативности во постапките каде што обвинителите се тие кои што се странка во таа постапка, не реагираат. И она што е на крај најважно, правната несигурност по однос на рокот. Барањето за заштита на законитост во кривичната постапка има проблем и со тоа што не е одреден рок во кој што тој може да се поднесе. Што се однесува до аналогната состојба во граѓанската материја, токму заради праксата на Европскиот суд за човекови права, кога се правеа измени на законот за парнична постапка, овој правен лек се одлучи веќе да не фигурира во правниот систем, токму заради праксата и на Европскиот суд и покрај тоа што барањето за заштита во граѓанската постапка порано беше многу по, да речам, може би на некој начин потребно, заради тоа што барањето беше во делот на уедначување на судската пракса, што не е случај овде. Ние овдека со ваков дуализам, како што спомена колегата Трпеновски, ние имаме невоедначена судска пракса. А тоа што председателот на Врховен суд вели дека специјалното јавно обвинителство има неспорно автономија и дека тој, како вели, со барањето за заштита на законитост јавното обвинителство не се меша во работата на СЈО, туку ги побива одлуките на судот. По одлуките на судот по кое барање се носат, ако не се носат по барање на специјалното јавно обвинителство. Така да, покрај ова што е пракса на Европскиот суд, јас мислам дека многу треба да се обрне внимание на тоа како се минира целокупно работата на специјалното јавно обвинителство. И ако го земаме овој предмет во делот за притворот, прашање е сега кој утре заутре ќе постапува по ова барање за притвор, ако помине рокот за можноста специјалното јавно обвинителство да се вклучува во истрагите. Не зборувам во постапките по однос на обвинението, него само во делот на истрагите. И на крај само да кажам дека во оваа постапка, согласно праксата на Европскиот суд за човекови права, правото на жалба е овозможено. Ние имаме состојба каде што првостепен орган, односно судија за претходна постапка, носи одлука за притвор, па имаме на таја одлука можност да се жали и странката се жали, и така наречен второстепен орган, кривичен совет, носи одлука по таја жалба. Што значи дека правото на жалба е овозможено. Ова друго за кое што се зборува во одлуките и во барањата за заштита на законитост, мислам дека е прво еден општ дел, а понатаму малце е повеќе објаснето кога и како може да се жали. И мораме да одиме, врзани сме со временски рокови околу рекламите, па ќе го заокручиме потоа овој дел околу ова прва слика од состојбите вечерва во македонското судство. Назад сме во студиото, дебатата продолжи за време на рекламите. Би сакал да го заокружиме овој прв дел со прашањето. Ова е веќе своевидна пракса, иако не е обврзувачка. Односно, прашањето би било, да почнеме од вас, господине Асани, колку е тоа обврзувачко всушност и колку може да се смени, бидејќи сепак е решение одлука на Врховниот суд. Благодарам. Јас сметам дека ваква поставена пресуда, односно одлука која е донесена од страна на Врховниот суд, не е обврзувачка за првостепениот, односно второстепениот
суд, бидејќи има карактер на една пресуда и се однесува само на одредена ситуација, односно само за притворот на господинот Сеат Кочан, кој бил осомничен во постапката, и сметам дека првостепениот суд може да донесува пак иста одлука, иако е таа веќе укината, согласно доказите и фактичката состојба која ќе утврди, односно барањето кое му е дадено со доказите, и да продолжи понатаму постапката. Дека како во насока на тоа дека е воспоставен некој нова пракса, нов тренд, може би е поставена, но не, и пак уште еднаш наведувам дека не е обврзувачка за првостепениот и второстепениот суд ваква пресуда. Цаца Николовска. Уште повеќе. Во прилог на ова што го кажува колегата дека не може да биде пракса, што само тројца судии се за ваквата одлука. И уште една потреба во македонското законодавство да се стави обврска судиите кои што не се согласуваат со одлуката да имаат право јавно да ги презентираат своите издвоени мислења. Во таква една ситуација ние ќе видиме што мислеле другите двајца судии кога е носена оваа одлука. Прва работа, и втора работа, ќе се укаже на потреба за едно пошироко правно разгледување на ваквата проблематика, а не како што е направено сега, неколку пати да се закажува општа седница, па да се одлага таа општа седница, и кога ќе се види дека нема можност на таа општа седница да се доноси некаков став, да се отиде на вакво решавање на предметите. Ова нешто е кое што веројатно во историјата не само од аспект на обструкции на специјалното јавно обвинителство, туку од аспект на наука, од аспект на стандарди ќе треба да се изучува и да се види кои се небулозите и кои се недостатоците. Јас се надевам дека во иднина прво ќе се укине овој правен лек, а второ ќе се даде можност да луѓето кои што не се во согласност со поголемиот дел од судии или веćината на судии да даваат образложено, издвоено мислење за да македонската јавност добие и едно друго сознание дека постојат судии кои што на друг некој начин правно го разрешуваат овој проблем. Господине Трбеновски, ако не се наивни, ако се добри познавачи на правото, тогаш преостанува заклучокот дека двајцата актери во овој случај, Зврлевски и председателот на Врховен, се добро играни и договорени. И сега чари од таквата ситуација? Па јас мислам дека конкретно барале решение, а решението да биде вакво какво што е сега донесено од страна на Врховниот суд. Многу се намачиле за да го најдат процедуралниот начин и да ги најде основите врз кои што ќе треба да се укине притворот на господинот Сеат Кочан. Барањето на правното решение практично значи размислување така како што законот не дозволува, а сепак да добие некоја правна форма за да убедат некои други, а не самите да се убедат, бидејќи ми самоти крајни постои убеденост дека ваквото решение е апсолутно спротивно на законот за специјално јавно обвинителство, како што реков. И сега заклучокот сам се наметнува. Дали ќе прифатиме да постои некој било каков договор, не би рекол јас, размислување да се помогне на господинот Сеат Кочан, а кои се мотивите за тоа да се помогне, веројатно длабоко негде се внатре, за кој што ние не можеме да знаеме. И ако често пати не сакам да носам така тврди заклучоци сопствени, овдека слободно ќе речам дека постоела желба да се најде решение со кое што да се овозможи господинот Сеат Кочан да нема третман на притворено лице. Со тоа ми самото све е речено. Останува небулозата и понатака. Јас се согласувам со Маргарита дека има можности ова да се надмине. Меѓутоа, времето нас не гази и тоа бара сепак еден временски период каде што и понатака ќе се продлабочува правната несигурност,
во едно флуидно политичка ситуација. Слика број 2 за дереđето на кое е македонското судство. Еве, зашто станува збор? Скандал ја тресе Академијата за суди и обвинители. Конкурс за итна обука на 60 обвинители 7 месеци во ФИОКа. Откриваме, се е на чекање од и кандидати фалсификувале уверенија за познавање странски јазик. Кој ќе одговара? 122 кандидати кои по конкурсот во август годинава објавен од страна на Академијата за суди и обвинители се пријавиле на конкурсот за 60 нови обвинители, распишан по итна постапка и со измени на законот за Академија со менување на условите. До ден денес, 7 месеци потоа, нема добиено повик за приемен испит. Зошто? Месец дена траеше истрагата на екипата на Топ Тема на ваша страна да дојде до одговорите. А нив ги има Александар Манасиев. На 30 кандидати за нови македонски обвинители се пријавиле на конкурсот на Академијата за суди и јавни обвинители со фалсификувани документи за познавање на странски јазици. Наши извори велат, лажните документи не се изработени во земјава и се купени во една од соседните земји. На конкурсот се бараа кандидати за 60 нови обвинители. Се пријавиле двојно повеќе. Проблемот е што оние што треба во иднина да се грижат за спроведување на законите, самите ги прекршиле. Секој четврти кандидат од пријавените поднел фалсификувани документи. Ваков скандал за кој со месеци се молчи, откри екипата на Топ Тема на ваша страна. За случајот со фалсификатите отворена и предистражна постапка во јавното обвинителство, иако од оваа институција ни дадоа неодреден одговор. Сите предистражни и истражни постапки што ги води јавното обвинителство и дејствијата што се преземаат во нив се тајни. Со оглед на тоа, не сме во можност да одговориме на вашето прашање. Скандалот со фалсификатите е главната причина зашто 9 месеци од објавениот оглас не е спроведен ниту приемен испит на кандидатите за нови обвинители. Процесот е закочен и за наводните фалсификатори, но и за оние 90 на кандидати кои ги исполнуваат условите. Постапката за избор и обука требаше да биде итна поради недостиг на јавни обвинители во земјава. За таа цел на 31 декември се донесени измени и дополнување на Законот за Академија за суди и јавни обвинители. Огласот за прием на нови 60 кандидати е објавен на 30 август 2016-та. Од тогаш целиот процес е закочен. Наместо одговори, наидовме на затворени врати во Академијата или во крајна линија на конфузни и нелогични одговори. Случајот започнавме да го истражуваме во почетокот на април. Неколку пати се обидовме да разговараме со директорката на Академијата. Директорката на Академијата Арнета Неудовска не сакаше директно да одговори на нашите прашања и не упати да го искористиме нашето законско право и да поднесеме барање за слободен пристап до информација од јавен карактер. Така и сторивме. Преписката траеше околу месец дена. Добивме 2 писмени одговори. Она што е специфично е големата конфузија во одговорите од Академијата. Кога во првото барање ги прашавме до каде е постапката за приема на кандидатите, дали за некој од кандидатите имало сомневања за веродостојноста на документите и дали го известиле обвинителството, ни одговорија дека тие не се иматели на информациите. Обидот беше топката да се префрли на Комисијата за приемен испит, која е одговорна за постапката, но таа во крајна линија е орган формиран од самата Академија. Кога во второто барање за пристап до информации од јавен карактер прашавме дали ако тие ги немаат информациите, согласно законот ги препратиле прашањата до институцијата која ги има, одговорната службеничка во Академијата ни одговори. Не постапивме по член 18, став 1 и 2 од Законот за пристап до информации од јавен карактер, бидејќи со огледот на карактерот на информацијата која барате, не сме во можност да постапиме по истиот. Академијата и понатаму тоне во нелогични одговори. Со второто барање веќе несвесно признаваа дека се имател на информациите, па на нашето прашање и барање да ни достават записници од одржаните седници на Комисијата за приемен испит, од Академијата ни одговорија, такви записници нема. Комисијата нема одржано ниту една седница за огласот од 30 август 2016 година. Од тие причини не постои ниту еден од побараните записници, одлуки, решенија и други документи. Но ова не е се. Според Законот за Академија има прецизни рокови за приемните испити. Тие треба да завршат најдосно 30 септември. Од Академијата вела дека роковите не се пробиени, бидејќи станува збор за вонреден оглас.
Процедурата не е спроведена надвор од законските рокови. Станува збор за вонреден оглас, објавен на 30 август 2016 година и практично е невозможно спроведување на приемниот испит до 30 септември. Но од документите што ги добивме, јасно се гледа дека барањето за распишување на огласот Академијата од Советот на јавни обвинители го добила на 16 мај лани. Академијата, на чие чело е Арнаудовска, огласот го објавиле на крајот на август. Во законот прецизно стои дека огласот требало да биде објавен за 15 дена. Нема одговор зошто Академијата чекала цели 3 месеци за да го објави. Но законските процедури ги прекршил и Советот на јавни обвинители. Барањето до Академијата требало да го испратат најдоцна до 31 март, а го доставиле месец и пол подоцна. Ова се одговорите кои што ги добивме од Академијата за суди и јавни обвинители. Од нив лесно може да се заклучи дека оваа институција во најмала рака се обидува да прикрие вистината. Воопшто не потврдува дека постои скандал со фалсификувани документи и дека за тоа се води предистражна постапка во основното јавно обвинителство. Тврдат дека ги немаат потребните информации кои што ги бараме, а од друга страна пак целата постапка за оценка и прием на кандидатите е во рацете на оваа институција. Топ тема на ваша страна го контактираше и председателот на Советот на јавни обвинители Петар Анески, бидејќи институцијата што ја раководи е вклучена во постапката за прием на кандидатите. Ни рече дека е презафатен да ни даде изјава и на упати одговори да бараме од јавното обвинителство, потврдувајќи дека чулот и за случајот има предистражна постапка. Оваа изјава и одговорот од Академијата отвараат нова дилема. Како е утврдено дека има фалсификувани сертификати, ако комисијата воопшто не заседавала? За тоа, колку е важна итноста на постапката за избор на обвинители, покажуваат и серијата законски измени за да се реши хроничниот проблем о недостиг на обвинители. Законот за Академијата е изменет за да овозможи наставата да биде скратена од 24 на само 9 месеци. Скандалот со фалсификатите уште повеќе ќе го назади овој процес, создавајќи реална можност од дополнително успорување на спроведување на правдата. Тоа беше истражувањето на колегата Александар Манасиев. Господине Асани, сега би почнал од вас како поранешен член на Советот на јавни обвинители. Одамна се жали и Советот и особено Скопското обвинителство дека работи со мал број обвинители. 2015-та се носат итни измени на законот со цел да се спуштат критериумите, да се овозможи прием на нови кандидати, но ете, слушнавме што се случува со сите пречекорувања или различни интерпретации за тоа зошто е толку одложуван конкурсот. Сепак е објавен во август, но до ден денеска немаме ништо. Имаме обиди на очигледни од страна на Академијата, дури и по закон за пристапне информации, да се сокрие вистината и реалноста. Што тоа говори? Па јас сметам во конкретниот случај, бидејќи Советот на јавни обвинители го има промашен рокот на место 31 март, го имаше дадено месец и пол по тоа барањето колку му е потребно бројот на јавни обвинители. На 16 мај го дава наместо покажува една несериозност кон барањето, а и самиот факт дека од кога отворен огласот, па до сега поминале околу 9 месеци според вие што кажете. 7 месеци. Огласот е распишан во август. Јас мислам дека би требало да се отвара нов оглас, конкурс, тој да се поништи, бидејќи протечел долгу период на време, сакам да кажувам, а имајќи предвид дека и нема доста информации по однос на тоа до кај е постапката поради овие TOEFL, односно овие дипломите за странски јазици, дека се води истрага за неколку мина. Значи, истрагата се води за 30. Меѓутоа е проблемот што е со овие 90. Никој од тие 90 нема добиено во меѓувреме никаква информација. Тие луѓе вложувале и пари, и време, и надеж, и обука за да го положат тој приемен испит кој што е... Не се сомневам во тоа, дека тоа е така, но имајќи во предвид, барем за мене лично, видејќи така група била 120 и сега 30, ако се води постапка, не може да ги поделат, јас лично мислам дека подобро би било пак нов оглас, кој би требало да биде регуларен, бидејќи и самата постапка, кога велите и вие рековте дека била итна постапка,
Значи, Па се сеќавате на тој закон донесен 2015 година и во него прецизно стои дека важи една година од датумот на донесување. И поради итноста на тоа, а и потребата, реалната потреба што го има јавното обвинителство, несомнено дека особено основно јавно обвинителство Скопје која работи со многу мал број на обвинители и е пренатупарено со предмети, сметам дека ипак стојам на ставот дека би требало нов оглас да се објави за да може да уште еднаш да конкурират истите, односно можеби и некои други. Господи Николовска, што говори ова за вкупните состојби во македонското судство, ако од една страна имаме плачење за немање кандидати, од друга страна имаме конкурс во ФИОК? Имаме ние овде скандал за скандали. Убаво се потенцираше дека некој кој што утре задутре треба да гони криминалци, си зел за право да доставува фалсификувани документи. Меѓутоа, мене ме иритира молчењето на органите, молчењето на Академијата и молчењето на Советот. Значи, транспарентноста, ефикасноста, отчетноста, кај овие органи кои што се занимаваат со многу сериозни прашања, е навистина доведена до граница во која што ретко кој веќе може да има верба. Самото одбивање да дојдат и да дискутираат за овие проблеми мене многу ми укажува. Јас ќе ви кажам дека многу индикативно речиси со подсмев звучат одговорите, и тоа одговори на прашања по барање за пристап до информации, каде ви велат ние не сме имателна информација, а во исто време комисијата е орган во состав на Академијата. И што е тоа толку страшно да се одговори колку кандидати се пријавиле, колку зошто не се постапувало по конкурсот, и да македонската јавност во крајна линија има сознание некад. Ние постојано сме под некоја критика. Ние постојано гледаме дека тие органи кои што треба да се грижат за независноста, за непристрасноста, за професионалноста, за ефикасноста во работењето, тие органи се органи кои што тие стандарди не ги почитуваат. Специфичноста на овој оглас е што на него можеа да се пријават кандидати со 5 години стаж во адвокатура, како стручни соработници во судовите или како стручни правосуден или како стручни соработници со 5 години искуство во обвинителството. И сега, ако оттаму произлегува проблемот и злоупотребите, што да очекуваме на крајот од еден ваков процес кој што треба да ги донесе тие нови кадри? Затоа ви велам дека сето ова мириса на таков скандал кој што само ги потврдуваат сите наоѓања од страна на меѓународната заедница. Не е само судството тоа кое што се детектира како орган кој што има проблеми со независноста, со непристрасноста. Секаде стои правосудство. Во тоа правосудство влегува и обвинителите, влегуваат и адвокатите, влегуваат сите оние кои што на некој начин се врзани со правораздавањето. Која верба утре задутре може најобичниот граѓанин да го има кога вакви работи се случуваат? По мене, апсолутно дека е потребна длабока реформа, не само во судството, длабока реформа во Академијата за судии и обвинители. Па добро, нели беше странски рецепт? Знаете што, странските рецепти на македонското подрачје очигледно дека не функционираат така како што се замислени. Сигурно дека во ниеден странски рецепт нема таква одлука да Академијата дава листа на судии кои што ги поминале оценките и тестовите и која што листа е задолжителна за Советот,
судскиот совет во смисла на Или за одбирање советот на обвинители. на кандидатите. Тие не бираат, тие именуваат. Од листата која што нив им е доставена, тие одат првиот кандидат, вториот кандидат и така натаму. Тоа не е избор. Во овие избори не се оценува вистинската способност на кандидатите. Ма каде е златната средина тогаш, бидејќи претходно кога беше ситуација 50-50, знаевме какви злоупотреби има и слушнавме на снимките како од тефтерчиња се бирале кандидатите. Јас да ви кажам, ако во академијата влегува и излегува квалитетен кадар, нема да има такви тефтерчиња. И ако правосудниот испит е испит кој што има своја тежина, а не да биде испит на кој што само ќе се штиклираат одговорите, кој што се одговори двосмислени и кој што одговори се само не показател на стручност, дека нема да има можност за примена на такви тефтерчиња. Правосудниот испит на времето беше квалитетен правосуден испит. Се учеше, пола факултет повторно се поминуваше. Она што академијата сега го прави, сметам дека не е доволно за да извлече специализирани и професионални кадри. Ке ви кажам само еден пример. Основниот суд Скопје 1 е кривичар, Основниот суд Скопје 2 е граѓански суд. Во академијата нема специализација за кривичари и нема специализација за граѓански кадри. Према тоа, која ние специализација ја третираме и ја презентираме дека ја имаме преку академијата? Немаме ние специализација. Друга работа е што, ако ги погледнете оценките, толку се блиски, дури во децимали е прашањето. Да не ви кажам дека треба да се погледнат и тие тестови за интегритет, кои што се апсолутно неверојатно битни за да се обезбеди независност и непристрасност и кај судиите, и кај обвинителите. Значи, потребна е една целокупна реформа или, ако сакате, едно целокупно преоценување на она што до сега сме имале како производ, а што во суштина имаме ние и таков бараме прилог, како производ. ќе го проследиме само коментарот господинот Трпеновски за сиот ово. Еве, госпоѓа Цаца Николовска рече скандал од кој што поголем не може да. Па јас мислам дека и ова конкретна ситуација во врска со изборите на јавните обвинители го потврдува дека фактот во правосудството бара длабоки реформи. Према тоа, ние зборуваме цело време за она кое што е нормирано, како треба да биде, али мислимото одговорот треба да биде како реално е, дали се спроведуваат одредбите и од така нареченото реформирано правосудство. Добро почна колегата Касами, каде што вели во февруар месец Советот за јавни обвинители наговестува колку има слободни места за пополнување во јавното обвинителство. Што значи? За да може јавното обвинителство ефикасно да работи, мора да биде кадровски опремено. И ако вие во февруар месец го известувате академијата колку слободни места има, очекуваш двојна брза постапка со примена на одредбите од правилниците и другите подзаконски акти да се избере најдобрите кандидати. А сега ова состојба, каде што и покрај потребата од кадар се одолговлечува изборот, а имаме па и појави на едно криминално однесување на лица кои што треба да бидат гонители на сторителите на кривични дела, самата состојба зборува сама за себе каква е и мислимото не длабоки реформи, него треба да се почне од почеток. Прво, да се види дали навистина кандидатите поседуваат морални квалитети, стручни квалитети, а од после тоа да се трне и начинот на остручувањето. Јас се согласувам. Многу е незаконно да се зборува за едно време. Јас сум во то едно време кое што беше. Се полагаше правосуден испит, 2 кандидати 6 сати. А сега се оди само со штиклирање. И како ќе биде тој јавен обвинител кога нема можности да се искаже,
дали има можности да склопи реченица, дали има некоја мисловна можност. И затоа сметам оти ова состојба практично значи потврда на состојбите во која се наоѓа целокупното правосудство. Впрочем, не правосудството, него целиот систем. Да, сакам да се надоврзувам со претходно овие говорниците дека во конкретниот случај, според моето мишлење, работата на Академијата за јавни обвинители и судии не го извршила работата, мислим, обврската како што е била наменета. Според мене, јас мислам дека во конкретниот случај, кога е во прашање голем број на обвинители ни со обвинителства, ни се потребни, можеби и судии. Имате 60 обвинители за кои се носи посебен закон, се намалуваат критериумите затоа што обвинителството вели мора да ги имаме. И моето мишлење е дека пак мора да се вратиме на стариот модел, кога, например, за мене немаме показател дека еден што завршува академија може да биде подобар од еден стручен соработник во основно јавно обвинителство што е 10 години. Или подобар од еден адвокат кој 5 или 10 години кој бил во мислим на работа во таа насока. Затоа јас сметам дека Академијата кај нас би требало да направиме еден друг начин. После изборот на обвинителот и судија да има еден пробен период од 2 години со Академијата каде може за овие на ова преодна фаза би кажал. Значи бидејќи е потребата огромна и голема потреба е од таков кадар. Академијата беше формирана како обид да се избегне партизацијата на судството. Но што се случуваше во меѓувреме, какви се игри се играа со менувањето на законите, какви кадри во меѓувреме влегува и од каде тие се бира. Еве уште една анализа, овој пат на Елена Муковска. Изјавувам и се колнам дека во вршењето на судската функција заштитувам слободите и правата на човекот и граѓаните. Неколку стотини судии ја кажале оваа заклетва во судскиот совет од 2009 до сега. Дел од нив кога за прв пат ја ставиле судиската тога и ветиле правда во име на граѓаните. Други кога напредувале од понизок во повисок суд. Меѓу нив и на 40 со завршена академија за судии и јавни обвинители. Европската унија неколку пати забележуваше на тоа дека при бирањето на првостепени судии советот им дава предност на кандидатите без академија. Во еден од извештаите за напредокот на Македонија на Европската комисија за 2011 реагираат и дека се уште не е во сила законскиот услов, според кој сите новоназначени судии во основните судови треба да бидат исклучиво дипломци на академијата. До крајот на 2012 за во основните судови важеше режимот 50-50 за избирање на академци наспроти други кандидати, но бројките покажуваат дека ниту овој сооднос не е запазен. Од средината на 2013 дури започна да се применува одредбата, според која новите судии и обвинители во прв степен се регрутираат единствено од редот на завршените академци, пошто се отвори и проблемот со дефицит на кадар. Според податоците од годишните извештаи на Судскиот совет, во 2009 Советот избрал вкупно 43 судии. Речиси половина или пак 21 се избрани во основните судии, а од нив 14 се од академијата. Ова е најдобриот сооднос на академци наспроти останати правници избрани за основни судии. Веќе следната 2010 од вкупно 73 судии, колку што избрал Судскиот совет за сите судови, 43 влегуваат во основните. Од нив 12 се со диплома од академијата. Во 2011 од 63 судии, 22 се бираат за првостепени судии. 1/3 или 7 се академци. Во 2012 ситуацијата е подрастична. Судскиот совет изгласал 39 основни судии, а од нив само 4 се академци. Во 2013 12 правници се бираат за прв пат како судии во најниските судови. Само еден е обучен во Академијата за судии и јавни обвинители. 2014 се избрани само 3 академци, а во 2015 немало ниту еден судија избрано. Советот го користел исклучиво правото да делегира судии од еден во друг суд за период од 1 година. За минатата година се уште не е објавен годишен извештај. За избраните обвинители податоците ги црпевме од годишните извештаи на Државното обвинителство, бидејќи на веб страната на Советот на јавни обвинители кој бира и разрешува обвинители, последните податоци се од 2012, а полето за годишни извештаи е празно. Од 2009 до 2015 Советот на обвинителите избрал речиси 40 на дипломци од академијата.
Најревностен советот бил во 2009-та кога избрале и најмногу академци – 11. Следната 2010-та, 4 се од академијата. 2011-та, од вкупно избрани, 5 се од академијата. Во 2012-та, вкупно во сите обвинителства, советот изгласал 39 обвинители, 6 се од академијата. Во 2013-та избрани се 6 обвинители со диплома од академијата. 2014-та, 4 академци. 2015-та, како и кај судовите, така и обвинителствата, нема нови избори, а за минатата година извештајот се уште не е објавен. Во неколку извештаи стои и забелешката дека немало доволно кадри за избор. При изборот на јавните обвинители во 2013 година, Советот на јавни обвинители на Република Македонија беше лимитиран со избор на ограничен број на кандидати, бидејќи согласно законските прописи за избор на основен јавен обвинител, мора да се избере кандидат кој има завршена академија за судии и јавни обвинители, поради што во текот на извештајната година останали спразнети и не се пополнети местата во основните јавни обвинителства во Тетово, Кичево, Гостивар и Битола. Дефицитот на кадри беше лоциран во строгите критериуми за упис на академијата, кои беа вметнати со законот во 2010, според кои меѓу условите за прием на академијата беше воведено дипломиран правник со просек од најмалку 8 и активно познавање еден од официјалните јазици на Европската Унија, од кои задолжително англискиот јазик што се докажува со меѓународно признати сертификати. Професорите и експертите уште тогаш алармираа дека ваквите услови ќе создадат проблеми, но надлежните оценија дека тоа е единствениот начин за да се добијат најквалитетните судии и обвинители. Неколку години подоцна условите омекнаа за да се покрие проблемот со недостатокот на кандидати за обвинители од академијата. Со законот од 2015 наместо просек 8.0 се бара 7.0. Право да се запишат на академијата добија дипломирани правници со просек од 7.0 и со работен стаж од најмалку 5 години по полагањето на правосудниот испит во суд или јавно обвинителство, судски службеник или јавно обвинителски службеник или пак адвокат. Токму последниот конкурс донесен заради итна потреба за кадри во обвинителствата е блокиран. Добре дојдовте назад во студиото. Мирале Масани, Маргарита Цаца Николовска и Јован Тарпеновски се мои гости во вечерашнава топ тема. Последната трета слика на општата тема на која дереđe македонскиот правосуден систем се очекувањата од утрешната седница на Советот на јавни обвинители. Дневниот ред е богат. Се бираат 9 обвинителски места на оглас стар 6 месеци. Последниот пат членовите на Советот се скара околу дилемата дали треба нов оглас или може да се бира според стариот оглас. Атрактивно прашање исто така на Гордана Гешковска, шеф на Скопското обвинителство, во чија надлежност се и истрагите околу случувањата во собранието. Денеска и истече мандатот. Кој ќе биде нејзиниот наследник? Но исто така и уште едно интересно прашање е и фактот дека обвинителот Зврлевски инсистира неговата шефица на кабинетот Бисера Лазаревска без ниту еден ден во обвинителството да биде избрана меѓу овие 9 обвинители и во сето тоа најспорниот факт. Зоран Сулејманов, член на Советот, заради пензионирање има истечен мандат уште од април. Меѓутоа нема собрание кое што ќе го потврди тоа. Па сега Сулејманов гласа за сите одлуки кои што се носат до сега, па веројатно и за оние кои што ќе се носат утре. Што се случува? Па јас ќе почнем од позади па кон напред, значи вака. Прво ќе почнеме од Зоран Сулејманов, значи согласно член 35 од Законот за Советот на јавни обвинители, Зоран Сулејманов му прекинал мандатот и Советот донесува одлука само дека му престанува мандатот. Председателот на Советот требал 60 дена пред тоа да го извести председателот на собранието, бидејќи тој доаѓа од страна на собранието, таму го избира собранието, не доаѓа од фелата на обвинителите, каде на непосреден избор. Значи, и да го известил немаше собрание? Немаше собрание, тој само треба да констатира. Вакуум лимбо ситуација или? Советот во конкретниот случај треба само одлука да донесе дека му престанала функцијата и истиот не е више член
на Советот на јавни обвинители. Значи, ако имало 11, сега више има 10 членови. Он не е член согласно законот. Како ќе гласал досега и ако гласал утре, што е гласал досега, тоа е ништовност за мене. Значи, он немал од моментов кога стекнувал услови за старосна пензија, он нема право да биде член на Советот на јавни обвинители, ниту да учествува во донесувањето на одлуките. Што е со дилемата, имаше кавга, дали да се распише нов оглас или може и по стар оглас после 6 месеци. Аргументите на Аневски се дека, всушност тој рече, да ви откријам една тајна, Катица Јанева беше избрана по оглас стар 8 месеци. Прашањето по однос на Катица Јанева е нешто друго по однос на ово сега. Моето искуство додека бев член на Советот на јавни обвинители, ваков случај никогаш не ни станал збор, односно само еднаш кога измина 6 месеци, а 6 месеци се предвидени и со Законот за работни односи, ако не грешам. Ние сме го повториле тој оглас и сме отварале нов оглас каде што сме избрали јавен обвинител. Конкретно во моментов не могу да се сеќавам за кој обвинител се остануваше збор, но ние сме го понишиле таков оглас. Гешковска назад, заменик на Зврлевски, на нејзино место како веде Јован Цветановски. Јас мислам дека Гешковска, ако според тоа што му престанува функцијата јавен обвинител на јавно обвинителство, основно јавно обвинителство Скопје, му престанала функцијата, Советот на јавни обвинители требало 30 дена понапред да отвара оглас за јавен обвинител на јавно обвинителство, но во конкретниот случај, колку јас има информации, не отварале конкурс и Советот треба да донесе одлука со кого ќе назначи за ВД вршилац на определено време на таа обвинителство. Цаца Николовска, во сиот овој комплот би ја додале и Бисера Лазаревска, шеф на кабинетот на Зврлевски. Многу членови потврдуваат од Советот дека и тоа е едно од каменот на сопнување да биде избрана за обвинител. Симптоматично Аневски 2 пати неделава и денеска беше виден на кафе во обвинителството на Зврлевски. Што се во ова уговори? После сите сегменти, после оние 2 слики кои што ги дебатиравме претходно. Ова само уште една од алките во Синџирот кој што покажува дека има многу големи проблеми. Ја не знам што е тоа толку трагично и толку страшно да се повтори оглас. Стравот е дека ќе се јават некои други кандидати кои што ќе бидат поквалитетни од веќе пријавените кандидати, па они нема да можат да ги изберат тие кандидати за кои што веќе сметаат дека треба да бидат избрани. Ако го сметале тоа, тогаш требале да си постапуваат во рокот од 6 месеци. Тоа што се однесувало на еден начин вака, на друг начин така, само покажува дека нема една конзистентност, дека нема една ефикасност, дека нема една транспарентност во работењето, а сите овие сегменти доведуваат до она што значи отчетност или она што значи одговорност за таквото неодговорно работење. Господин Трпеновски, за крај, наместо овие принципи за кои што зборува господја Цаца Николовска, се местат ли коцките на правосудната шаховска табла во Македонија уште според диктатот од тефтерчињата? Јас мислам, сиве овие остапувања од тоа како што е законски регулирано е резултат на ничи желби да се направи мозаикот. Да дојдат личности кои што мисламото би одговарале повеќе на одредена структура, не водејќи сметка за потребите на јавното обвинителство на целокупниот правосуден систем. Впрочем, народот е заинтересиран да имаме ние судство во кој што ги има верба, да имаме јавен обвинител кој што нема да врши селективно гонење и каде да имаме други институции каде што практично тие ќе водат сметка да не ги решават нашите проблеми, а не да зависиме од волјата на поединци, а не од законот. Мисламото продолжува и понатака, состојбите во Македонија
да не се применува законот, да се применуваат исклучоците, се дури не се постои на одредена цел, а целта не е реална, односно целта не е коректна. Благодарам на сите што вечерва бевте мои гости, веќе го поминавме предвидениот термин за малку. Останете и натаму со програмите на Телма. Ова беше се во Топ тема на ваша страна. Утре во Топ тема со вас е Александар Чамовски.